а тоа е дека ќе се даде во бегство. Тоа го образложувам со самиот факт што обвинетиот како поранешен директор на Управата за безбедност и контраразузнавање сигурно има стекнато доста пријатели по слични такви служби како во регионот, така и пошироко, дека е запретена минимална казна затвор од 4 години и според обвинителството тоа е доволен основ дека истиот може да се даде во бегство. По точка 2 дека ќе влие на сведоци затоа што или да ги уништи трагите на кривичното дело, затоа што ќе се повторам, тој како поранешен директор на Управата за безбедност и контраразузнавање, и то како е вичен во тие работи. По точка 3 дека ќе го повтори кривичното дело. Значи, тој на вистина не е повеќе директор во Управата за безбедност и контраразузнавање, но како поранешен директор, тој сепак има големо влијание на дел како од вработени таму, но и меѓу луѓето. Знаеме дека секојдневно се одржуваат мирни протести, повторно пред зградата на Собранието, мирни протести како што беа и по иницијативата за заедничка Македонија, но сепак кои протести ескалираа во едно крваво насилство. Тоа се причините поради кои обвинителството побара определување мерка притвор по сите 3 точки од Законот за кривична постапка. Вчера беа спомнати и други лица, освен ова, поранешниот директор на УБК, други лица од УБК, од петата управа. Дали за нив е побарано? Еве Дејан Боксер беше спомнат таму, бегалецот Никола Бошковски беше споменат. Дали за нив имате отворено истрага и дали ќе се бара притвор без разлика на тоа што еден е избеган веќе во... Дали ќе проширувате? Да, имаме намера како обвинителство да ја прошириме истрагата. Ви изненадија ли изјавите на обвинетите и сведоци, односно обвинетите со сведочењата со оглед на тоа што сам ги слушнавме во судот, вие не го знаевте ова до сега за сега да отворите оваа истрага? Не. Прв пат ги слушнавте во суд? Да. Беше споменат Синиша Алексовски, дали спрема него ќе биде повикан барем на сослушан на разговор како Никола Бошковски кој што соцема тој во бегство е. Тој меѓутоа стануваше збор за Дејан исто така вработено лице во Управата за безбедност и контраразузнавање. Дали тие би биле повикани барем на сослушан? Вака, да разграничиме неколку работи. Никола Бошковски беше споменат од сите обвинети вчера што даваа исказ и тие имале директни контакти со него. Синиша Алексовски вчера и сами сте свесни дека беше споменат како некој разговарал со него па ја пренел информацијата. Така да не можеме да ги ставиме на исто равниште спомнувањето на едниот и на другиот. Имате ли сепак индици дека од кабинетот на Иванов сеисценирано прогласување на воена состојба? Со оглед на сведочењата, можеби имате и други докази? Не, сега за сега, освен тоа немам други. Обвинителството не располага со други докази. Дали ова дело дона проширување за организаторите кои што и одамна го најавувавте? Вака. Предистражната постапка за организаторите се уште трае. Ова, ќе повторам, е само резултат на вчерашното сведочење на обвинетите. Пошто за колку лица имате индиции дека биле соучесници или организатори, бидејќи споменавте проширување на обвинение? Вака, индиции во оваа фаза не можам да споменувам, особено за колку лица имаме индиции.
Свесни сте и вие за тоа. Обвинителки, бидејќи става збор за еден човек сега, а има предистражна постапка и за организаторите и така натаму, други луѓе се споменуваат. Дали ова значи дека сега ќе следи обвинение само за овој човек или не? Дали понатаму било Каква ќе биде споена постапката постапката? сега? Тоа прашувам. Ама вечерва ја почнавме постапката, обвинителството според закон има рок од 6 месеци да ја заклучи истрагата. Со ова сметате ли на најавената амнестија со оглед на тоа што еден процес се одвива во собранието за амнестија за организатори, за оние кои што делувале, а тука вие паралелно водите други процеси? Вака, каков закон се спрема во собранието, мене на вистина не ми е познато. И јас, како и вие, би сакала да го видам. Се додека не биде изготвен и усвоен тој закон, не би го коментирала стварно.